Топ тема, добро вечер. Добре дојдовте и од мене во стартот на новата сезона. Зачмаени во домашниот дневно-политички надпревар или игри, во чие средиште, кога се во прашање европските интеграции на земјата, најподатливо е и натаму да се користат големите национални прашања, се поголемо и чувството дека се губи фокусот од она што се случува надвор од македонскиот двор. А кога тоа е така, далече не е и неопходниот консензус, единството на сите чинители и тоа што со нив следува. Јасна, домашна државна стратегија. Вечерва во топ тема ќе гледате. Фазна интеграција. Европа во две брзини или нешто трето? Во каква форма ќе продолжи проширувањето? Што би значил пристапот кон единствениот европски пазар? Интервју со еврокомесарот за буџет Јоханес Хан. Колку македонската економија е спремна за европската конкурентност? Што различно може да понуди Брисел од постојните трговски спогодби? Анализа со Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори, и Стефан Ристовски од ЕПИ. Три различни погледи. Од Брисел на еврокомесарот Хан и од дома на дел од бизнес и невладиниот сектор. Со топ тема почнуваме веднаш по кратката пауза за реклами. Останете со нас. Многу непознати и различни концепти намаса во Брисел, во кои ќе треба да се смести и трнливото македонско-европско досие. Фазна интеграција, Европа во две брзини или нешто трето. Во каква форма ќе продолжи проширувањето? Што би значил пристапот кон единствениот европски пазар, за кој исто така се зборува, или што ќе донесе последно најавениот план од 4 столба на Европската комисија за Западниот Балкан? Ова се само дел од прашањата во вечерашното интервју со еврокомесарот за буџет и администрација Јоханес Хан. Господине Хан, добре дојдовте во нашата програма. Вие сте во Скопје во својство на комесар за буџет, но јас би морал да се вратам 5 години наназад на нашето последно интервју на Советот за министри за надворешни работи во Луксембург во 2018 година. И тој состанок требаше да биде впрочем почеток на еден јасен и неповратен процес за македонските европски интеграции. Но од денешна перспектива, како го гледате фактот дека тој пат за Македонија и натаму е со многу пречки и условувања? Well, indeed, 5 years ago we were finally not successful. We were almost there. Meanwhile, the country has made a lot of progress also in its negotiations with the European Union. So I'm confident also I have to say, the Russian aggressive war in Ukraine has triggered a new momentum on the entire enlargement debate inside the European Union. It's also that there is a growing understanding amongst member states that we have to consolidate our membership structure. Of course, it takes two for a tango, and if the one side delivers, the other side has to deliver. That's true, but as a budget commissioner, by the way, I can confirm that in the course of our revision of our multi-annual budget, we also intend to reinforce the support to the Western Balkan region and therefore also to North Macedonia to back all the efforts towards the future integration. But it's not only about money, it's also about values, other things, rule of law, etc. Ако вие испорачате, ние испорачаме, тоа некако состана како едно мото или бренд на вашето предходно портфолио како комесар за проширување, и ако ја следиме суштината на ова реченица, прашањето е кој повеќе потврли во испорачувањето, Македонија или Европската унија? Look, if I wanted to be a teacher, I could have been a teacher, so I don't distribute marks. I think
nobody is perfect. I'm also critical with our member states because there have been situations where indeed North Macedonia has delivered and it was not adequately honored. But again, it's a way which is not finished yet, and I think we should not count the individual setbacks or whatsoever. I think we always should look forward, and if I take the general development over the last couple of years, there is progress, there's a clear direction, there's a clear support, there's also a strong support here in the country, and we should build on it. Но вие лично долго сте присутни во Македонија, во регионот и верувам дека знаете дека сето тоа предизвикува големи разочарувања. Го знаете и фактот дека повеќе од 80% од граѓаните на Македонија се против уставните промени. Со кои аргументи сега би ги убедиле дека еве овој пат е навистина за нивно добро и дека повторно треба да се направи отстапка? Look, I think the general circumstances have significantly changed. I don't hide that during my term in office, I very often had the feeling rather lonesome in my efforts to bring countries of the region closer to the European Union. Enlargement was not very high at the agenda. Today, the situation is a very different one. There's a huge commitment by the President of the European Commission, strong support by the President of the European Council. Many heads of states have been in the region regularly. We had different meetings. Once again, there's a momentum, there's readiness also to provide additional financial support. So I think the global landscape in terms of enlargement has changed, and I think together the like-minded ones also in the European Union and others should seize the momentum now to go ahead and to finish things. So I think the question of changing the constitution, as it is part of the overall agreement, is a necessity. One has to accept not everything is, so to say, always 100% perfect, but what counts is the overall result. Европа да, Европа сега е мотото на финансиската конференција на која што присуствувате и која е повод за вашето доаѓање во Скопје. Но ако се погледне од аспект на актуелната дебата за внатрешни реформи во Европската Унија, има ли јасна визија во овој момент и одговор на прашањето кога, па можеби и како? Look, this when is a sensitive one because it depends indeed also on the progress a country is doing. But what is clear, what is still valid, and it will be valid in the future, is that the whole process is a merit one. So it means if a country delivers, it should get the credentials from it, and that's why we are not waiting till everybody is ready for accession. But if a country is earlier ready, then it should be the case. And in the case of North Macedonia, I have the feeling it's also confirmed in the discussions we had today, and also all the informations I have heard and read that North Macedonia is making quite a lot of progress toward its path to Europe. So I think we have to be optimistic, and I think it's feasible that North Macedonia can join the European Union within a couple of years. But to say a specific date is unserious. Ја споменавте геополитичката констелација со војната во Украина и особено со кандидатскиот статус на Украина и на Молдавија. Дали Европската Унија е на своевиден крстопат или во конфузија
kako da ја одржи не само кредибилноста на процесот на проширување, туку реално да го придвижи напред? Well, I mean, first in our treaty, it's clearly stipulated that each European country has the right, provided the necessary conditions are in place, to become member of the European Union. So this applies for North Macedonia as well as for Moldova and Ukraine. But again, it's about fulfilling the necessary conditions. But nevertheless, I believe that the war has indeed triggered a new momentum. Also, the European leaders are aware that also for geopolitical reasons, we have to strengthen ourselves. Today, the Prime Minister was very clear in his speech about the economic effects for the region, for North Macedonia, but also for Europe. And the more we are, the stronger we are also in economic terms, the better is our standing at the global scale. And I mean, it was said several times again and again, if you look at the map, the Western Balkans are surrounded only by EU member states. So it's very natural that at the end of the day, these countries have to join the Union sooner than later. And I'm a strong believer that North Macedonia can be in this context a front runner in the region. Се чини дека многу прашања, многу отворени дилеми се на маса, Европа во неколку брзини, различно ниво на интеграција, фазно интегрирање и сето тоа како дел од внатрешната дебата, односно од дебатата за внатрешните реформи на Европската Унија. Според вас, што би го направило овој процес пред се попредвидлив, па и покредибилен? Well, first, I think our President Ursula von der Leyen 2 days ago in her speech about the State of the Union was pretty clear and outspoken about not only future enlargement, but also the critics we are facing occasionally, that the member states or the Union is not ready for further enlargement because our decision shaping and making process is too cumbersome. This issue that we need for almost each and everything, unanimity is hampering us, and this has to be resolved. Also, some institutional issues, and I think she was very clear that she said we don't need any treaty changes. We have more or less all the means already today in hands to change our internal procedures, to adapt to the fact that we are almost 30 member states, etc. So it's on us to prepare ourselves in a way that indeed already today 27 are arriving faster to certain decisions, to be a more active player also on a global scale than being only reactive. So in that respect, the extension of the Union to some additional members is not a reason to wait till we make any treaty changes. So it's on us to improve our internal structures and therefore improve our performance, and this will also benefit new member states. Председателката на Европската комисија фон дер Лајен во мај представи една своевидна нова иницијатива за Западниот Балкан со 4 точки. Зошто се уште немаме конкретни чекори во тој поглед? No, I think there are already some steps into this direction. Of course, we also need to discuss it, but I think the idea simply, and I have to admit, we were talking about this already when we adopted the West Balkan strategy in 2018, which was very much drafted by myself, that we need a gradual, if you like, soft integration of future member states
already before they are joining the union, in order to make them more and more familiar, in order to strengthen the ties. So the idea, for instance, is once a certain thematic cluster is concluded, the negotiations about, for instance, the respective ministers could participate in the ministerial conferences at the European Union level. There are also some ideas. It was mentioned today by the finance minister that the difference between the financial support as long as you are a candidate country and the financial support once you are a member is a huge one. It's almost 1 to 10, something like this. So what we proposed already in the past, and I think we should work on this for the next multi-annual financial framework and its regulation, is that once there is an agreement about a future accession, but between the agreement and the official date of joining, they are usually 1 to 2 years, there could be a phasing in also in terms of financial support, so that the difference between before and after the accession is not so big, because it's also an issue of using the money. And we see that if a country is joining the union, they often have problems to use the different opportunities because it's in a magnitude which was not the case before. There's also not the administrative capacity available. So I think we have learned our lessons from previous accession rounds, that it's better to prepare our future colleagues in a way that they have already before the accession more opportunities to learn, to participate, to be involved in the so to say decision shaping and making structure of the European Union. By the way, this will also strengthen quasi their situation, their standing back home. Што поконкретно може да се очекува во следните месеци, бидејќи имајќи ги предвид овие 14 милиарди евра за предпристапна помош, со влегувањето на Украина во процесот се чини дека првото нешто што ќе треба да се направи е да се смени оваа рамка. No, what we have proposed in June, the European Commission, and it's now subject to discussions with the member states and with the European Parliament, is a review of our so-called multi-annual financial framework. The European Union, we have a multi-annual budget, and the current budget is from 2021 till 2027. When the budget was adopted, we were de facto at the beginning of the pandemic. We couldn't expect how things evolved. Meanwhile, starting last year, we have this war in the Ukraine with all the consequences, for instance, on the energy market, energy costs, inflation, disruption of global supply chains, etc. So all this had an impact on the budgetary situation, and that's why we have proposed a review of this multi-annual financial framework. And part of this proposal is indeed also to provide additional financial support to the region in the magnitude of 2 million euro. Дали зборуваме само за зголемување на предпристапните фондови или пак и за своевиден пристап до структурните и кохезивните фондови? No, as long as a candidate country is not, so we are talking only about pre-accession in reality. Yeah. By the way, neither cohesion because there are different ideas on the table. Yeah, what I just wanted to say, neither cohesion nor agriculture is affected from our proposal to increase the support. Our support proposal, or our proposal to reinforce certain budget lines, is a very targeted one, where we believe
additional financial means are necessary. It's about migration, by the way, something which also affects the region here, but also indeed strengthening the further development of the region. For this, additional money is necessary. So this is why we have proposed indeed an increase of the de facto pre-accession budget for the region by 2 billion euro. Дали сметате дека Македонија, па генерално и економиите во регионот се подготвени, дека се во форма да влезат во тој бизнес надпревар на заедничкиот економски пазар? Look, I think that's why we proposed in the past the regional economic area. This, for well-known reasons, didn't work well, but now there's a very pragmatic cooperation between, I understand, North Macedonia, Serbia, Albania, which already very significant impact on the trade relationship and the economic exchange between the three countries by abandoning a lot of regulations, checks, and whatever administrative burden. And this is exactly in the spirit of the European single market. And our idea was always that at the regional level, quasi this single market should be somehow copy-paste in order to enable the region or part of the region to join the union in a more, let's say, softer way, that there is a smooth phase in, because otherwise you are confronted with so many new tasks, challenges, regulations, and that's why it is good to prepare the ground. It has immediately impact. If you look at the figures already, I was told about the steep increase between between Serbia and North Macedonia, Albania. So there's a clear benefit if there are less administrative burdens, if there are no queues at the border for trucks, etc., if there are so-called green lanes. And this is exactly the spirit of the European single market. And to prepare the ground for the future accession is also a good one, preparing quasi on the administrative side, but already benefiting on the business side. Ке се чини дека дел од политичката елита и во Македонија и на Балканот позитивно гледа на оваа евентуална можност за пристап кон единствениот пазар. I think our experts are looking into this, and we have to see how we can accommodate to this, because again, at the end of the day, we are all benefiting, because already today, 75% or two-thirds of foreign direct investments are from Europe. Import-export is at the same magnitude, so it's clearly that the region is embedded into the European economic activities. Што би било поразлично од постојната спогодба за стабилизација и асоциација? Well, I think I have to admit I'm on this not anymore updated, and that's why I don't want to say anything wrong. But again, on a more general note, I can only say the more, so to say, the region starts to adapt itself to our principles and structures and procedures within the single market, the better it is. Господине Хан, за жал, кога е во прашање секој разговор околу пристапувањето кон неу почнува и завршува во македонскиот случај со политиката. Повторно сме исправени пред нови услови. Која е вашата порака? Еве, не толку кон политичарите, туку можеби повеќе кон граѓаните, зашто тие уште еднаш би требале да прифатат нов услов и да сметаат дека е тоа за доброто и просперитетот на земјата. Look, I agree that, so to say,
discussion about the future accession to the European Union is very often perceived with additional layers of condition or whatsoever. I think this is an somehow unfortunate connotation, because what we are aiming at is to improve the living conditions of people in a given country, giving them more opportunities, more space, more freedom, more opportunities, relying on the independence of the judiciary, rule of law, everything else. So different to others, indeed, so the accession to the Union is not a free lunch, but at the end of the day, so the return of investment, meaning to adjust to our set of regulations, finally benefits each and everybody. So it should be seen not as a condition, but as a necessary investment to get something in return in the future. And this is, so to say, what should be the joint understanding. We have, whenever you want to create something, you have to invest into it. But the aim is always to get something back. And we are not always talking about money, but also about other things. So think from the perspective, we are not imposing conditions, but we are offering investment opportunities. Господине Хан, ви благодарам што бевте гостин во Топ тема. Брисел се уште со многу дилеми. На можните финални концепти работат и европски и регионални невладини организации, а предводник на работната група за начините за подобра економска интеграција на Западниот Балкан во единствениот пазар на Европската Унија е Македонскиот институт за европски политики. За тоа што се или може да се најде на маса, разговарам со Стефан Ристовски, економски истражувач во ЕПИ. Институтот за европска политика е организацијата која што води работната група за пристап до единствен пазар именувана, која што е една од 7 работни групи во рамки на форумот за граѓанско општество и think tank организација во рамки на Берлинскиот процес, кој што го води фондацијата Отворено општество Западен Балкан. Ја дојдовме таа улога и работиме на врамување на предлог за поблиска интеграција со Европската Унија, па имаме можност да повеќе размислуваме во оваа насока и да даваме конкретни предлози. За вашето прашање, се уште очекуваме да добиеме формален предлог. Она што веќе беше најавено од председателката на Европската комисија во нејзиниот одговор на конференцијата Глобсек, беше план за раст за Западен Балкан, кој што се сочинуваше од 4 столба. Првиот се однесува во продолжување на врската или приближување кон единствениот пазар на Европската Унија. Вториот столб е продолжување на регионалната економска интеграција, забрзување на фундаменталните реформи и зголемување на предпристапните фондови. Така што, веројатно во насока на која што ние размислуваме, един пристап до единствениот пазар сам по себе не е единственото што еден таков план треба да предложи. Знаеме дека Европската Унија е во процес на периодичниот преглед на повеќегодишната финансиска рамка. Тоа може да биде еден од моментите каде што дел од планот, особено во однос на европските фондови, може да добие некаква операционализација. Веројатно би додал она што го чувме од говорот пред некој ден во Европскиот парламент. Председателката најави дека Унијата ќе работи на прегледи на тоа како Европската Унија би изгледала со 30 или повеќе земји членки за соодветните политики на ЕУ, така што Европската Унија веќе гледа како целосно учество би влијаело врз функционирањето на Унијата. Ке може ли
пристап до единствениот пазар, без во исто време пристап и до структурните и кохезионите фондови, бидејќи се чини дека за сега нема расположение за тоа, освен за известно зголемување на предпристапните фондови, што е неминовно заради вклучувањето на Украина во процес, бидејќи со низината големина практично таа ќе абсорбира голем дел од тој буџет кој што сега изнесува само 14 милиарди за периодот 21-27. Така, ние во оваа насока размислуваме дека единствено пристап до единствениот пазар или целосно отворени врати, да кажам, само по себе не е доволно. Потребно е да се унапреди конкурентноста на нашата економија или економиите од регионот. Затоа се потребни структурни реформи, а за тие структурни реформи се секако потребни дополнителни средства. Би потенцирал дека покрај можноста да се располага со повеќе средства, дефинитивно неопходна е нивна реализација, зашто до некаде треба и ние да превземеме одговорност и да ги имаме соодветните институции и капацитети за да ги спроведеме тие големи проекти. Што би било поразлично од она што сега го имаме како можност, особено со трговскиот дел од спогодбата за стабилизација и асоциација, а имајќи го предвид и фактот колку можеме или и не можеме, знаеме или не знаеме да ги искористиме и постојните предпристапни фондови. Хајде да почнем што би било поразлично со пристапот до единствениот пазар. Значи, прво, навистина, ќе зависи од самиот предлог, од неговата длабочина и широчина, односно областите и све тоа што ќе биде понудено како можност за дополнителна интеграција и применување на некои од основните принципи на единствениот пазар, како меѓусебно признавање. Тоа е едниот чекор или еден важен аспект. Она што ние го гледаме како важно е дека треба да се земе предвид како ќе влијае операционализација на еден таков план во однос на можни високи трошоци за приспособување на засегнатите, најчесто тоа се компаниите, и секако еден план кој што ќе биде сеопфатен и ресно разбирлив за нив. Очигледно е дека дебатата сега се води на два фронта. Првиот е секако оној наите на менување, промените во буџетот и политиките со Дигитрончева рака околу парите, но вториот е она исто така крупно прашање околу идната институционална рамка, начини на одлучување, што се е тука на маса, има ли нешто видливо? Видлива немаме, би посочил веројатно повторно дека ќе треба да се гледаат интересите на сите страни, така што планот независно како се подготвува од страната на комисијата, нашата позиција треба да биде дека тој план треба да дава директна корист за бизнисите и треба да дава директна корист за граѓаните. И тоа треба бидат нашите позиции, заради тоа што секако и земјите членки ќе имаат во предвид дополнително приближување кон единствениот пазар, дека може да влијае и врз нивните економии. Дополнително е потенцирал дека планот треба да има механизми за условување, меѓутоа тие механизми би требало да бидат јасни, конкретни, за да може навистина да бидат ефективни, да влијаат за да се извршуваат реформи во други области. Своја порака и очекувања има и бизнис секторот. За тоа колку како општество сме подготвени
да се оттргнеме од политичката димензија и од пристапот на презентација на евроинтегративниот процес само како политичка бајка и да се свртиме кон суштинските прашања. А тоа е што се ни недостасува за европска трансформација дома. Во продолжение, ставовите на председателот на Сојузот на стопанските комори на Македонија, Трајан Ангеловски. Господин Ангеловски, добре дојдовте во топ тема. Пред оно што е повод за вечерашното гостување, кој е коментарот на Сојузот на стопански комори за последните антикризни владени мерки? Најновиот детал кој што го имаме и кој што денеска го соопшти премиерот е дека всушност цените ќе треба да се замрзнат на нивото на оние што биле на 1 август и на тоа да се пресмета намалување од 10%. Тоа е владина одлука, тука немаме ние што да ја коментираме. Владата во својот делокруг на работење има право да носи такви одлуки. Меѓутоа, ние од реалниот сектор и од бизнес секторот секогаш ги гледаме работите малку пошироко. Ние би сакале да обрнеме внимание за и таа група на производи. Не е лошо да се направи една компаративна анализа на царинските стапки на репроматеријали или одредени влезни компоненти за производство на овие производи, како тоа изгледа со одредени европски земји. Затоа што, знаете, чувството дека во одредени европски земји се наоѓаат одредени прехранбени производи со пониски цени, мислам дека е присутно кај сите. Втора работа, ние континуирано го нагласуваме тоа, дека нашиот пазар ние го сметаме за релативно неразвиен и дека конкурентската трка на вистина помеѓу компаниите треба да се, особено од владата и од другите институции на државно ниво, треба да се зголеми на некој начин, така да сметаме дека треба да се размислува и во тој контекст што е можно повеќе да се олеснуваат каналите на дистрибуција, трговските синџири во однос на нивните продажби и така натаму, нормативите кај нив. Така да, мислам дека освен цената како еден фактор, влијаат и повеќе други елементи во цело. Кога велите конкретна анализа на царинските давачки, на влезните, на инпут суровините, тоа значи дека вие веќе имате направено? Па немаме прецизно, меѓутоа знаеме за случаи, например, минатата година постоеше релативно висока царинска стапка за, мислам дека, нерафинираното масло, кое се увезуваше од повеќе земји во светот, знаете, тоа се земји кои произведуваат големи количини на нерафинирано масло. Ние имаме договори за слободна трговија со неколку регионални земји и од овие земји можеме готов производ да повлекуваме со 0% царина, а вамо на одредени влезни компоненти имаше на вистина висока царинска стапка, која во меѓувреме, и вие новинарите можете тоа да го потврдите, е укината. Така да мислам дека треба да се влезе во поопсежна анализа на, денеска премиерот кажа еден убав пример, имаме две земји кои се во Европска Унија, кои добиваат стимулации од европските фондови за земјоделие. Меѓутоа, не е лошо да се проверат и царинските стапки, е логично за многу производи да бидат на европско ниво. Нели, доколку сакаме да бидеме дел од Европа, логично е да имаме и европски услови за работење, нели? Уште едно прашање само на оваа тема, колку реално имаме еден систем од една страна на чување на стандардот на куповната моќ на граѓаните и од друга страна овозможување на одржување во живот или развој на бизнисот, бидејќи и од страна на владата слушаме и директни обвинувања, како што беше оддавна од вице-премиерот кој што побара, кој што рече дека има картелско здружување на дел од трговските ланци, кај кои што не проработува чувството за општествена одговорност во овие моменти. Верувам дека вице-премиерот ја дал оваа изјава подкрепена со одредени информации кои тој ги поседува. Меѓутоа, ние го охрабруваме доколку постои на вистина таква состојба. Мислам дека институциите
треба да реагираат и мора да реагираат. Ние секогаш апелираме и бараме да постои фер економски надпревар помеѓу сите економски оператори и мислам дека е тоа бенефит за секој корисник, секој купец и секој граѓанин во оваа земја. Господин Ангеловски, дел сте од Скопје економско финансискиот форум денеска, на кој што една од главните идеи која што провејува во дискусиите се поврзува со она што е во моментов дебата за идната динамика на проширувањето или можеби идните нови модели или некои иновации, бриселски креации на постојниот. И при тоа главно се спомнува, освен досега, она традиционалното јакнење на регионалната соработка, сега и можноста за отварање постепено, или како тоа ќе биде, на единствениот или заедничкиот европски пазар. Колку ова идеја ви е приближена на вас и од страна на владата и од страна на европските партнери кои што ги имате и кои што ве консултираат? Знаете, ние сме реален сектор, ние припаѓаме на економијата. На некој начин ние попрагматично ги прифаќаме работите. Во однос на декларативните изјави на одредени политичари, не би сакал да коментирам. Тоа се сепак изјави, би сакале тоа да се случи во дело. Мислам дека во нашава земја постои генерален консензус. Европска унија и НАТО од секогаш биле посекувани дестинации. Мислам дека тоа не е воопшто тема. Но бизнес аспектот е тема која што заслужува особено внимание и детална елаборација. Во однос на бизнес аспектот, тука би сакал да кажам дека не беа лоши условите за работење и до сега со Европската унија. Ние немаме царини за многу македонски производи. Постојат ограничувања или квоти за одредени производи македонски кои се, мислам дека минимални, тоа се главно челичната металопреработвачката индустрија и кај земјоделските производи виното. Дури сметам дека за одредени земјоделски производи Македонија дури и има поголеми бариери за увоз отколку за извоз. Мислам дека немаме ние добивка нити од бариери за увоз, а уште помалку имаме добивка од бариери за извоз. Меѓутоа, по наше мислење, и овие квоти кои се наметнати не се случајно наметнати. Тоа се неколку добри компоненти на македонската економија и производи кои може да се извезуваат. Убаво ги набројавте. Тоа е металургијата, во одреден дел, виното и така натаму. Тоа ни се наши атрибути кои можеме да ги извезуваме. Меѓутоа, генералниот став е дека сите овие години ние како држава и како општество не се трудевме доволно добро да извезуваме на европскиот пазар. За жал, нашите производи се релативно малку познати, не прифаќаат како непозната земја со голема резерва какви ќе бидат нашите производи, каков ќе биде нивниот квалитет. И ние сметаме дека е ова работа за државните институции кои треба да помогнат со своите дипломатски и економски представништва во промоција на производите кои потекнуваат од оваа земја и Македонија едноставно да се брендира по незините производи на европскиот пазар. Така да сметаме дека освен политички декларативните изјави и така натаму, на економски план имаме многу малку постигнато во однос на извоз. Тука имаме два аспекти. Првиот е отварањето на тој пазар, значи и соочување со голема конкуренција. Но отварањето на тој пазар, освен за пласман на производи, значи отварање за слободно движење на работната сила. Сега, каде се ризиците за Македонија и од првиот и од вториот аспект? Колку сме, да почнеме со првиот аспект, колку сме во форма за конкурентност? Мислам дека ризиците и веќе постојат на индиректни начини, ние ги чувствуваме, дали иселувањето, дали вработување на наши кадри во европските земји. Значи, тоа е веќе континуиран процес кој веќе се одвива и ние сметаме дека секое евентуално пролонгирање ништо добро нема да ни донесе во оваа состојба. Во однос на големиот европски пазар,
Да, секогаш е тешко вие да се соочите со голем број на конкуренти, меѓутоа знаете како, исто како да добиете квалификации за одредено првенство и вие да се плашите дека таму навистина ќе има силни конкуренти. Мораме најдобро што можеме да се спремиме, да вложиме во нас, можда некогаш ќе бидеме помалку успешни, меѓутоа ќе извлечеме заклучоци, па следниот пат ќе се подобриме. Така да, одложувањето на работите, пакувањето во одредена форма, дека тоа за одреден временски период, затварањето и така натаму, и тука се сложуваме дека мораме да се соочиме со реалноста и дека мора да работиме да бидеме конкурентни, квалитетни и да пласираме дали услуги, дали производи на европскиот пазар, кој кога ќе видите статистиката, Македонија највеќе извезува на европскиот. И тука е апсурдот, затоа што дури се сведува вообичаено на политичка дискусија, ја немаме она суштинска дебата за прашања кои што живот значат, како што е економијата. Факт е дека и ЕУ се уште лута во тие нови концепти и така натаму, се зборува и за зголемување на фондовите и за може би постепено во некоја фаза отворање на тој, целосно отворање на тој единствен пазар, што му е повеќе потребно на бизнисот. Нов европски пристап или прво стратегија дома? Што сакаме, во кои сектори, какви производи, како да му се помогне и на бизнисот, и во искористувањето на европските средства, со тоа и креирање на работни места и задржување на работна сила. Значи, станува еден сплет, станува збор за практично еден систем на врзани садови. Ние сме разочарани затоа што не постои за жал опшествена квалитетна стратегија во овој момент економска. Тоа ни е неопходно. Затоа што многу работи се непредвидливи. Можда евентуално со овие декларативни изјави ние ќе се приближиме кон Европската Унија до тогаш, ама знаете секогаш има едно ама. Друго, ние мора во континуитет да работиме на економските мерки. Тоа е долгорочен процес. И мислам дека дефинитивно постои голема дискрепанца помеѓу економската состојба и она што го правиме ние во правец на тие европски вредности, стандарди, конкуренција и така натаму, и овие политички изјави дека сакаме ние. Колкава е таа дискрепанца на ниво на практични процедури, на административни процедури, на бирократија, на предвидливо обкружување? Па, ние сметаме дека дефинитивно највеќе енергија и време ние трошиме на таа гломазна администрација, се троши енергија, време и пари за процедури кои ние тотално не можеме да ги сватиме зошто постојат во 21. век во сферата на дигитализација, каде што на еден клик може многу работи да се добијат, овде се чекаат, не знам, потврди од едно министерство кое истите вие треба да ги однесете во друго министерство, или малце да го поедноставам тоа, треба да бидеме на некој начин доставувачи курири во јавната администрација на еден документ од таа иста јавна администрација во друг документ каде што можат сами со себе да се поврзат и веднаш да имаат увид во сето тоа. За крај, господин Ангеловски, се наоѓаме во една навистина непријатна ситуација како држава, кога процесите заради политички причини се одложуваат на политички план. Унијата е многу се уште конфузна во тој поглед, но од друга страна имаме она дволичност, например, секојаш присутно дека секој го гледа прво сопствениот интерес. Па така, наспроти условното затворање, ние имаме едно целосно и неизвестност на политички план на овие процеси. Ние имаме едно целосно отварање, например, на германскиот пазар на труд за сите балкански земји. Како во едни такви услови практично да се реализира она политичка бајка дека ЕУ се ќе реши? Ние сме цврсто убедени, доколку оваа земја економски
сама не се развие, никој нема да посака да ја прими во ваква лоша состојба како што е сега. Значи, никој не сака да прими партнер во Европската Унија кој има една од најслабите економии во Европа. И мислам дека е нереално да ние очекуваме дека Европа со некои фондови нас ќе не подигне, ние многу малку ќе работиме, а они многу фондови ќе ни дадат. Мислам дека е тоа прилично нереална состојба. Значи, првенствено, ние мора да се ангажираме максимално, да си ја средиме и нашава држава, и нашето општество, и нашава економија, да произведеме конкурентни производи, квалитетни производи, да го извадиме најдоброто од нас. Знаете, и тие луѓе во Западна Европа се многу рационални, многу штедливи. И тие, првото прашање кој сами себе ќе си го постават, зошто на овие луѓе ние да им даваме дел од нашите даночни приходи? Зошто ние самите за себе да не си изградиме улици, училишта, болници и така натаму, зошто би донирале за некоја си Македонија која се наоѓа на Балканот? Со што Македонија го заслужи тоа? Мислам дека реалноста мора да биде присутна во секој аспект. Значи, ако не видат дека се трудиме, ќе ни помогнат. Меѓутоа, ако не видат дека ние сме во една многу опуштена фаза, каде што на некој начин нерационално се однесуваме со нашите јавни предпријатија, болници и така натаму, јас не очекувам дека некој ќе изрази добра волја да не прими на овој или на оној начин. Некогаш се прават политички преседани. Меѓутоа, мислам дека времето, за жал за нас, во овој случај на тие политички преседани е завршено. Македонија нема толку стратешка географска позиција, така да ќе остане само на нашиот резултат колку ние ќе покажеме. Ви благодарам. Ви благодарам. Тоа беше се за вечерва. Останете со програмите на Телмо.